Почитувани гледачи, добра вечер. Ова е визави на програмата на ТВ Канал ВИС, а мој вечерашен гостин е господинот Евтин Митров од Дирекцијата за заштита и спасување, инаку професионален пиротехничар во дирекцијата. Господине Митров, добра вечер, добре дојдовте во визави. Добра вечер и на вас. Имавте неодамна една пообемна акција, односно пред неколку дена во саботата, работевте на уништување на неексплодирани убојни средства во близина на Гевгелија, поточно на селото Моин. Може ли да објасниме за каква акција стануваше збор? Тие беа средства што ги пријави граѓанин од село Моин. Се наоѓаат на местото така наречено камбанчето на село Моин, на 4 км воздушна линија на селото Моин, на висоравнина, буквално на вториот врв на планината. Таму постои линија од Првата светска војна во должина од негде 4 км, таа линија, уредена линија за борба, кај што има ровови, сообраќајници, засолништа, бункери и покрај сите тие уредени делови, значи пронајдовме едно засолниште во кое имаше 76 парчиња артилериски гранати од Прва светска војна, 155 мм, секоја тежи негде 55 до 60 кг. При влегувањето во тој бункер не можевме, нема ознаки, немаше никакви ознаки, иначе во принцип на повеќето средства има ознаки и по нив може да се утврди чии се средствата, немаше на овие, за жал немаше ознаки, едноставно не можевме да утврдиме чии. Иако на линијата на фронтот од Дојран до Гевгелија, историски таа линија држала бугарската војска и бункерите што се склоништата изградени, како што ги видов таму, бидејќи се во изворедно исправна состојба, се таа градба, како да се бугарски, но со сигурност не може да кажам, тоа треба да кажат историчарите. Така. Како го најдовте местото, велите дека ве упати жител. Како тој нашол на толку непристапно место и како се качевте до горе со оглед на теренот кој што зборувате дека е непристапен? По кажување на човекот, он 30-40 години веќе одел таму на лов и на тоа место стражарел, чекал лов. Пред година дена, најверојатно од ерозија на теренот, се обрушил отворот. Бил затворен отворот на бункерот и се отворил. Едноставно се отворил. Тоа склониште се отворило. До таму имаше само една патека за пешаци. Мораше да ја исчистиме таа патека за пешаци, за да може да поминат и коњи со самар, на кои што моравме да го натовариме експлозивот, за кој да напоменам да се заблагодарам на шумското стопанство Гевгелија. Они ни обезбедија товарен добиток, 2 коња, за да го однесеме експлозивот 100 кг таму, бидејќи другачи не беше можно да се однесе, да се транспортира експлозивот до таму, што ни е потребен за да ги уништиме тие средства. Теренот како терен беше идеален за уништување на лице место. Значи, сите норми за ризик беа запазени, значи немаше во близина села и мораше да ги уништиме, бидејќи нема пристапен пат за да ги транспортираме на друго. Практично вие ги вадевте од подземното складиште. Не. На лице место во складиштето ги бидејќи не можеме. А зошто ви беше товарниот добиток тогаш? За да го однесеме експлозивот што ни треба за да ги уништиме нив. Значи нив мора да ги уништиме со експлозив. Они во нив имат експлозив. Да. На нас ни треба дополнителен за да се активира. И вкупната количина на експлозив, самата експлозија беше 900 кг експлозив и се направи кратер негде 40 на 40 метри ширина, 10 метри длабочина. По завршувањето. Да, на врвот на планината. Ние имаме видеа кои што ќе ги прикажеме, вие ни испративте она што сте успеале да го регистрирате на денот на уништувањето на овие неексплодирани убојни средства. Имате често вакви акции, каков е теренот на кој што работите? Па посебно пролет, секогаш кога почнува пролетта и есента, имаме интензивно буквално секој ден. Овие 15 на дена имаме дневно по 1 до 2 акции секој дневно на територијата на државата. Најмногу ги имаме во регионот Струмица, Гевгелија, Дојран, Битола, Кичево, така и ви кажам каков е интензитетот. Тетово, Куманово, Скопје и најмалку ги има во Штип, тој регион. Значи најмногу ги имаме на линијата на Солунскиот фронт од Првата светска војна. И во принципи 90% од средствата што ги наваѓаме се од Првата светска војна, негде 6 до 7% се од Втората светска војна и 2 до 3% се од војниот конфликт од 2001 година. И тие се повеќе во регионот Скопје, Куманово, Тетово. 100 години по Првата светска војна и повеќе ние се уште имаме буквално терен прекриен со неексплодирани убојни средства. Да. Значи годишно ние од
зборувам за единични средства, што ги наваѓаме од 600 до 1000 парчиња на годишно ниво и се од Првата светска војна и се исправни. Значи, тие се средства што се апсолутно исправни, комплетни и се максимално ризични. 90% од тие средства се излезени од цевка. Средство што е излезено од цевка поради некој, значи таква е дефиницијата на зошто се викаат неексплодирано војни средства, бидејќи поради некои причини не е експлодирало тоа средство. Ние тие причини не ги знаеме, повеќето се технички причини и тие средства во принципи не треба да се фаќат, да се манипулира со нив, се уништуваат на лице место кога имаме услови за уништување на лице место и светските норми се тие средства воопшто да не се транспортираат. Кај нас се уште ние работиме на друг начин, исклучиво се транспортираат од причини што воопшто немаме опрема за уништување на лице место. Зборувам за средства кои се единични и кои што се во близина на населени места. Значи може да се ништи средство и на 2 метри од куќе. Апсолутно не е битно колку е. Ако имаме опрема, значи нема да направиме проблем. Вие такви услови немате? Немаме таква опрема. Немате таква опрема. Да, опремата нема и ги немате практично условите. Епа, ова нагнува друго прашање. Првото прашање е на какви места, освен на овие фронтовите од Првата светска војна или од Втората, на какви невообичаени места всушност вие наоѓате и каде се може да сретнеме гранати, бомби неексплодирани? Најсвежо е пред една недела во Дојран, спроти Партизан, одма до улицата, првата куќа до улицата, артилериска граната од 205 мм, која што има 55 кг тротил, стоела 4-5 години таму во дворот. Пријави некоја жена, отидов, ја зедов, ги прашав од кога вие, пред 2 години на неа си чукаме, ја фарбале, а не ни знаат. Уствари, она е активна. И кој им реков дека тоа средство е потполно исправно и активно, ги фати паника. Имавме случаи, например, во земјоделското училиште во Струмица, во самиот двор. Во куќи, под зидови, има луѓе што ги криеле некогаш, да кажеме, во зидот. Значи, на многу интересни, невообичаени и ризични места. Пред 2 недели на самата раскрсница према Николич, на самата раскрсница десно на 2 метри од патот, артилериска граната 155 мм, дали некој случајно или намерно фрлил во депонија, некоја привремена депонија и запалена депонијата, за среќа не успела да се постигне толкова температура за она да се активира. Ако се активирала, кога е она на површински до 400 метри убива. А знаеме, тој е регионален пат, нон-стоп се движат возила. Тоа значи дека буквално на секое место ние може да очекуваме дека и да не се зачудат граѓаните ако најдат на неексплодирано бојно средство. Па како да постапат во таква ситуација? Ние почнавме еден проект Вектор, меѓународен проект, веќе делевме флаери по населените места. Имавме идеја и за едукација на населението, посебно на учениците, поради ковид тоа се стопира, бидејќи нашата младина едноставно ништо не знае од тие средства. Порано имаше обука, имаше и предмет одбрана и заштита, сепак до негде беа едуцирани, сега апсолутно ништо не знаат и тоа ги тера што повеќе да бидат љубопитни да навлегуваат во опасност и да експериментират и тогаш настануваат проблемите. Бидејќи не можеме на тој начин да ги едуцираме, мораме преку флаери и преку вас медиумите. Потребна е едукацијата, очигледно, со оглед на и плюс вие сепак до сега не поддржувате и овие 3-4 години, бидејќи се зголеми бројот на пријави, тоа е благодарение на вас и на едукацијата на населението, бидејќи како што веќе 15 години работиме, секоја година се повеќе и повеќе наоѓаме, место да биде обратно. Така. Да паѓа бројката се повеќе и повеќе се зголема. Во мојата околина здогледам нешто што ми наликува на неексплодирано или не знаеме убојно средство, што треба да постапам како граѓанин? Како граѓанин, тоа средство само треба да го лоцирате и да пријавите, значи да пријавите до Министерството за внатрешни работи каде е пронајдено, на кое место, на 192, на 192 или на 195 во Центарот за управување со кризи,
да го обележите местото и да пријавите. Ништо друго не смеете да правите. Се што ќе правите друго е погрешно. Така. И за колку време вие практично вас ве контактираат од полиција или од Центар за управување со кризи, за колку време вие излегувате на терен? Каква е процедурата? Ние сме на повик 24 часа, значи по пријавата, било каде да е пријавата, ние веднаш, значи било каде на територијата на државата, информацијата стигнува кај мене. Ако е во Охрид, Битола, Скопје, веднаш праќам кој е најблиску на тој регион, бидејќи пиротехничарите, 7 пиротехничарите се поделени по региони. И праќам по еден пиротехничар, зависи ако се работи за поголемо средство, кое што не може сам да го подигне, праќам и друг пиротехничар на помош. 7 пиротехничари на цела држава. Кој е стандардот? Многу пати се зборува дека се многу малку овие пиротехничари. Колку треба да има за да можете нормално да функционирате? Значи, од старт, уште кога почнавме, требаше да бидеме минимум 15. Значи, во тие 7 града требаше да има минимум по 20. Значи, правило е да бидат 20. Било каде да отидат, не смее да биде исклучиво 20 луѓе, 20 пиротехничари. Уште од почеток не приимеа нови луѓе, тие се луѓе што беа од порано пиротехничари, си останаа тие веќе 15 години, не се прима воопшто нов кадар. Ние веќе, моментално, старосната граница на пиротехничарите во Македонија, 62,5 години е просекот на пиротехничарите. Тоа е катастрофален просек. А максималната норма за работа како пиротехничар во светски рамки е максимумот е 55. Значи максимум во некои земји е 4, например во Русија е 40, во Србија 50, кај нас е 55. Ние уште 10 години ги поминавме. Значи, Македонија доцни со вработувањето на пиротехничари кои што не само што ќе ги заменат постојните, туку едноставно ние за некоја година ќе немаме пиротехничари. Па реално за 2 години ќе немаме ниту еден пиротехничар. Јас сум најмладиот, 53 години, значи уште 2 години ние апсолутно ќе немаме ниту еден, овие другите ќе си отидат и требаше одамна да си отидат. Луѓето не си отидат затоа што немаме пиротехничари, а нус имаме секој ден. Од таа причина луѓето останаа за да спасуват луѓе. Државата се уште не презема интервенции да се примат нови луѓе. Може ли да поразговараме за тоа што значи всушност да се биде пиротехничар во дирекција за заштита и спасување? Кој е описот на ова работно место и колку е специфично, бидејќи граѓаните можеби и немаат представа што подразбира тоа да се биде на оваа работна позиција? Пиротехничар е во склопот на дирекцијата за заштита и спасување, значи во делот на цивилна заштита и во секторот за заштита од неексплодирани убојни средства. Работното место опфаќа, значи, пронаоѓање, лоцирање прво, пронаоѓање, не демонтажа, значи, демонтажа не постои во овој дел, значи, по можност уништување, значи, прво уништување на лице место на тоа средство, ако не може, значи, обезбедување на безбеден транспорт на тоа средство, на безбедна локација каде што може да се уништи. Дали веднаш или групно со други средства. Во принцип, ние уништуваме групно, еднаш до 2 пати годишно ги уништуваме на војниот полигон Криволак. Порано, пред 10 години уништуваме по региони, кој каде е во регионот, но тие беа, тоа не беше регулирано, тие се несигурни зони за уништување. Јас, например, во Струмичкиот регион уништував на рудникот Огражден, што е зона што воопшто не е за таа работа и не може да се покрие безбедносно. Додека војниот полигон Криволак е безбедна зона и се има посебен полигон и се намалуват ризиците, додека кога вие ништите на терен каде има и движење на луѓе, имате проблем бидејќи може да дојде и до несакани последици. Некој цивил да не може да го обезбедите теренот, бидејќи самиот терен не може да го покриете. Комплетниот терен, сигурната зона, а сигурната зона е минимум 2 км радиус. Значи ние простор од 4 км диаметар не може да го покриеме за да го обезбедиме, за да не ни влезат не само луѓе и живот. Како постапувате на терен? Бидејќи еве пред неколку денови само имавте акција на уништување кај селото Моин. Освен вас, кои што сте пиротехничар во југоисточниот регион, кој друг учествуваше? Кој ви помага кога имате вакви акции? Ние во принцип работиме сами, а не треба да работиме сами. Овој пат повикав уште тројца пиротехничари на помош, значи од Кичево и од Битола.
бидејќи едноставно сам не може да се работи. Иначе на уништување на единечно средство, кога се наоѓа едно средство и е во сигурна зона, го работат двајца пиротехничари, но сето тоа е сепак комплицирана акција, бидејќи мора да се обезбеди медицинско обезбедување, треба време, ден-два. Најмалку, а кај нас процедурите се како држава одат споро додека се обезбеди санитетско обезбедување, полициско обезбедување на регионот, да се информира населението дека ќе се уништува, бидејќи при самата експлозија, колку и да го обезбедите теренот, секогаш може да се случи некој неинформиран да ви влезе во тој регион. Правилно е тој регион да се обезбедува и со дрон. И уништувањето да биде со контролирана експлозија. Ние се уште 15 години како држава, се уште државата, нашата институција 15 години нема обезбедено уред за далечинско палење на експлозивните средства, за иницирање на експлозија. Штом не можете вие да ја контролирате, веќе не го контролирате ни времето. Значи, ние сега кога го уништуваме за да ви дообјаснам што се случува, за да се оддалечиме, ни треба време. Значи, ние уништувањето го вршиме штапинско. Со фитил. Што значи тоа? Тоа е со фитил. Фитил одгоре 1 сантиметар секунда до секунда и пол. Од до. Значи, ние во 1 сантиметар имаме веќе половина секунда разлика. Така. Ориентирно го тестираме, знаеме ние. Например, ако ставиме 3 метри, ние имаме од до. Од 7 минути до 9 минути. Ама се од до. Така. Тие 2 минути се проблем. И комплетно сите од 7 до 9 минути се проблем, бидејќи ние мора да се оддалечиме од местото каде што сме го запалиле штапинот и очекуваме експлозија. Што ако во тоа време ни се случи да било што пешак, неинформиран човек од негде да влезе? Ние не можеме да ја зопреме експлозијата. Значи немаме начин за стопирање. Нити можеме ние да се вратиме да стигнеме, бидејќи не знаеме кога ќе е експлозијата. Докаде е фитилот Дали стигнал? ќе е на 7 минути експлозијата, дали ќе е на 8 или на 9. Дали имаме време или немаме време. Додека при далечинското палење експлозијата е сега во моментот кога ние сакаме. Тоа е голема разлика. Не се некои средства, тие машини се од 5 до 20.000 евра, никако се уште никој не ни ги обезбедува. Освен тоа што ви недостасува, со што располагате од опрема и лична и опрема за реагирање за уништување, а што треба да имате? Од лична опрема имаме, како да ви кажам, од опрема имаме волја, ентузијасти, знаење, се друго што треба да имаме, немаме. Значи, немаме лична заштитна опрема воопшто, се уште 15 години. Имаме возила за транспорт, обични возила, значи не се специјални возила за транспорт, бидејќи транспортот на тие неексплодирани средства се врши со специјални возила, кај кои во случај на експлозија да дојде, бидејќи во секој случај на сообраќајка, било што може да дојде до експлозија, бар да бидете до негде заштитени. Значи, се има норми за заштита, ние немаме. Имаме обични возила Defender и Ladin Ivi. И ги носиме буквално во багажниците или под седиштата. Според ова што кажувате, значи не станува збор за толку големи средства, колку што станува збор за можеби системска негрижа, неорганизираност за набавка на потребната опрема. Незаинтересираност, јас мислам од прво е незаинтересираност и нестручност на некои луѓе што се на позиции кај што треба да одлучуваат, бидејќи јас сум имал ситуации да се обраќате до директорите на дирекциите? На луѓе, да се обраќаме на луѓе кои едноставно не знаат прво што е тоа, едноставно не ги не интересира. Единствено овој директор сега што дојде од пред 6 месеци, бидејќи за среќа дојде од одбрана, иначе исто како јас бивши старешина, ја знае проблематиката и искрено не поддржува, се бориме заедно, се надеваме дека полека ќе се решават работите, бидејќи 15 години ништо не е решено, не можеме ние сега и за 5-6 месеци да решиме се одеднаш, бидејќи тие 15 години дел по малку нешто да решава, на година по едно возило да купува, по еден панцир да купува, ние веќе ќе имавме опрема. Ние имаме опрема во магазинот веќе година и пол дена стои од проект
кој што сакаме да го реализираме со американската амбасада, значи луѓето сакат да ни помогнат. Година и пол стои во магазин складирана, имаме за луѓе панцири, заштни панцири, шлемови со визири, значи за лична заштита, кои коштат по 8.000 евра комплет за еден човек, 16 комплети има таму. Зошто не ги користите? Луѓето не ни ги дават бидејќи и во право се. Значи, проектот треба да отпочне и да заврши. Проектот не може да започне бидејќи услов за да започне проектот е да се примат нови кадри, да обучат нови кадри, бидејќи на нас не ни треба Практично обука. условот е кон државата. Да. Обезбедете нови кадри, да ги обучиме, да ви ја дадеме опремата. И плюс да не изградат објект, значи тој е голем проект, вкупната вредност е 800.000 евра, да не изградат регионален центар за обука на пиротехничари за целиот регион, не само за Македонија. Инструкторите да бидат овие 5-6 луѓе што сме уште тука, инструктори за целиот регион, да обучуваме пиротехничари и за другите земји околу нас, бидејќи прво проблем е да обезбедиме такви луѓе, второ уште поголем проблем е обука на тие луѓе. Господине Митров, вие велите дека ние имаме отприлика 1 милион евра кои што треба да ги искористи државата, но таа не заинтересирана да го реши проблемот со вработувањето и заради тоа вие ризикувате животи буквално излегувајќи на терен. Па еве, значи немаме заштна опрема, опремата стои во магазин. Спакувана си е како што си контейнерот си стои, луѓето река Што треба да направи државата за промена на закон ли е можеби потребно промена за на закон? вработувањето? Значи ние после акцијата во Битол, кога се поттикна прашањето, бидејќи порано најверојатно и со сигурност знам дека владата не знаеше дека ние постоиме и не знаеше, бидејќи едноставно претходните директори криеја дека ние постоиме во таа институција, иако ние поштено си ја работевме работата секојдневно, едноставно се криеше како што сакат овие луѓе. Владата наложи да се направи измени на законот за заштита и спасување во дел исклучиво за пиротехничари. Човекот што ја води работната група вика во животот прв пат менјам преку 100 закони, прв пат доаѓа таква изричита измена само за пиротехничари да се измени. Работната група беше составена од сите министерства луѓе и сите не поддржаа и беа фер, коректни, разбирливи. Ги направивме ние измените на законот кои се услов за да не кажам да примамиме да дојдат луѓе да ги примиме. Значи се дека тоа не се апсолутно никој под овие услови како што се во моментот нема да дојде. Ајде да ги образложиме и какви се условите, односно неусловите. Полека ги кажем, значи немаме заштна опрема, немаме опрема за работа, немаме специјални возила за транспорт, не е регулиран статусот. Основен светски норми да кажеме во цел свет се, работата со НУС е една од најризичните работи во цел свет, на второ место. Во Македонија, еве, ние како пиротехничари 15 години не добиваме додаток за ризик. Ние сме обични административни службеници и тврдат па што сакате. Например, државниот секретар за ветеринарство еден пример, зима 30% додаток за ризик. Уставните судии зимат додаток 30% за ризик, си дадо. Ние работиме со НУС, кај што е ризикот од нивниот или до пати поголем, ние немаме ризик. Под овие услови не верувам дека некој ќе дојде. Кај нас нема бенефициран стаж. Например, во соседните земји во Србија 12 плюс 6. 12 месеци плюс 6. Босна е 12 плюс 4. Русија, например, 12 плюс 12. Вие ако сте спасили двајца, тројца, 2-3 животи во вашата кариера, државата ви се заблагодарува и вика доста е од вас, доста беше, не ни треба повеќе, друг ќе дојде на ваше место, бидејќи повеќе од 40 години веќе вие сами на себе си сте проблем. Или зошто се тие норми 55 години? После 55 години едноставно се губат рефлексите, се губи видот, не може да манипулирате, паѓа концентрацијата. Тоа се вика истрошеност на организмот, кај таква ризична работа, бидејќи вие сте под константен стрес, се додека работите. Додека го работевме се измените на законот, советник во Министерство за одбрана, па вика, што вие ќе работите до 64 години, ќе работите нешто друго. Зошто да си одите? Значи ќе ве прераспределат. Не, ќе работите тука, ама нешто друго. Се додека такви луѓе има и така размислуват, ние нема да тргнеме нигде. И сега моментално законот е застанат, бидејќи наводно платата од 16.000 основица ја направивме да биде 24-25, за да може некој да дојде да работи за тие пари,
тоа било многу, па тогаш, ако е многу, тие што советуваат, нека дојдат они на наше место, нека работат. Иначе ние законски не смееме да работиме. Во моментот ние да кажеме не, од денес не работиме, не може никој да не натера да работиме, бидејќи елементарните услови за работа не се исполнети. Значи, вие што ми излегувате, вие свесно одите во смрт, бидејќи на ваша одговорност. Да, се е на наша одговорност, бидејќи по стандардни оперативни процедури што се за НУС, сето ние тоа што го работиме е спротивно на стандардните оперативни процедури. А што ме спротивно? Нито еден стандард не исполнувате, ние работите сме криви. на терен. Што и да се случи, се знае. Кривицата е ваша, вие сте криви, сте загинали и никому ништо. И колку чести се повредите на вашите колеги додека сте на терен, се случували, еве? Па еве, како што од годините лани имавме во рок од месец дена се повредија тројца пиротехничари, на двајца. Во кој дел се повредија од работата на терен? Од работата. Двајцата се повредија при манипулирање со градобийна ракета. Мораше да ја тргнат, бидејќи нема услови да уништат на лице место. Немаат опрема за уништување. За да ја уништат, а иначе кога уништувате на лице место, го минимизирате ризикот. А штом се друго работите, вие и ризикот што постои, го зголемувате уште повеќе. Така. Со таа работа. На едниот му експлодира во рацете, имаше повреди, другиот беше во тој момент позади него. Да имаа заштитна опрема, немаше да има повреди. Значи да имаше панцир, шлем со визир, ке немаше. Ке имаше само на дланките некои повреди и на нозите. Но, за жал, бидејќи нема никаква заштитна опрема, имаше повреди. А третиот се повреди на полигонот Криволак при уништување на средства, бидејќи од истоштеност, од сабајле од 4 саат до вечер до 12 на тешка физичка работа, едноставно во воžња се изгуби. Дали му падна притисок, дали дехидрира, не знаеме. Едноставно бевме во колона, едноставно во самата колона му скрена возилото, едноставно му се слоши. Велите дека а тие се луѓе, тие што се повредија, се по 65 години. Така. Оно што го зборуваме дека опаѓаат рефлексиите и продуктивноста. Господине Митров, зборувавме дека оние убојни средства кои што не можете да ги уништите на лице место, а тоа се голем број, ги транспортирате. Велите немате возила за транспортирање, значи тоа го правите со обични возила, но каде ги носите, каде ги складирате? И ова е државен проблем. Ние цело време се враќаме на проблемите, за жал, во државата. Значи, мора да имаме магазини што се надвор од населено место минимум 15 километри, да се со физичко обезбедување и со видеонадзор, физичко обавезно, 24 часовно обезбедување. Ние средствата ги транспортираме во градовите, за жал, се уште и сега се уште. Битол го испразнивме пред месец дена, завршивме со уништувањето на средствата што беа во Битола. Веќе од следниот ден пак почнавме да носиме во Битола. Каде? Каде во градот? Во градот, во истиот магазин во градот. Некаде во центарот? Во центарот, зад стадионот, кај што беа и порано. Која количина ја имате во моментот во моментот градови? Ние веќе имаме. И што може да предизвика таа? Доколку се активира, не количината обезбедена, значи, не соодветно ние складирана. секојдневно, значи почнуваме од по уништувањето, кога завршуваме со уништувањето, значи ние уништувањето го завршиме пред месец дена и веќе од следниот ден почнуваме од нула до следното уништување, ние секојдневно бројката ни се качува. Еве јас веќе во Струмица имам преку 17 парчиња, колегата во Битол има веќе околу 90 парчиња. Во Струмица некаде во центарот на градот? Не, Струмица за среќа јас успеав со тешки маки да изградам магазин на кај рудникот Огражден, надвор. Значи јас бар ги во кои градови е покривам во градот нормите за Каде имаме? Значи во градот се во Кичево, во центарот на градот, да не кажуваме точно кај се, значи во центарот, во Тетово се во градот и во Битола се во градот. Што може да предизвикаат вака стотина парчиња на експлодирани убојни средства доколку се активираат? Значи во случај на пожар на објектот каде што они се наоѓаат, сигурно доаѓа до експлозија, бидејќи там сите тие средства се со запалки, значи не експлодирано убојно средство има тело, експлозивно полни и запалка. Да. Штом ги има сите тие три дела, оно е спремно за дејство. Под дејство на температура или удар, небитно, или гром. Значи тие објекти, например, нема ни громобрани. А штом е поголема количина на метал, може и да привлече и гром. Веројатноста не е исклучена. Зависи
кога би се случил, дали кога сме почнали од нула или кога ќе дојдеме пред периодот за уништување, дали кога имаме 10 парчиња или имаме 100 парчиња. Али ние во просек од секој, веќе имаме по 100 парчиња, значи во радиус од 400 метра се ќе биде збришено со земја. Тоа е едниот проблем. Вториот, тие магазини не се обезбедени. Значи, не е само што се во градот. Тие воопшто не се со нити физичко обезбедување, нити со видеонадзор. Тоа повторно е на дирекцијата обврска? Да. Да обезбеди физичко? Не е на дирекцијата. Државата како држава треба да обезбеди магазини по тие норми. Ние бараме 15 години, државата се уште не ни обезбедува такви магазини. И ни вика, например, ништете. Што побрзо ништете. Но проблем имаме ова година, ние веќе складираме, а до ноември не може да влеземе на криволо, бидејќи има некои меѓународни вежби, едноставно до крајот на ноември не може да ништиме. Од објективни причини. Од објективни причини. Ние до ноември сега само ќе трупаме во градовите, ќе складираме. Може било кој, јас многу пати сум рекол, па ние имаме и пријатели, имаме и непријатели кои сакат да ни нанесат зло. Значи, некој што се разбира во таа работа, само ќе отиде, ќе земе, бидејќи магазинот не е обезбеден, тие се готови средства. Ќе ги земе тие средства и он има автомобил, бомба, каква сакат, за жал. И немаме реакција на ова? Немаме реакција се уште. Немаме реакција се уште нити за прием на нови луѓе, немаме реакција за магазини, немаме реакција за опрема, немаме реакција за проектот година и пол и мислам дека луѓето ги одлагам до јуни. Американската амбасада. Да. Што е со останатите, не знам, странски фондации, дали имате некаква понуда за помош, дали има соработка, можеби проекти кои што се во очекување? Ние имавме соработка со Меѓународниот центар за хумано деминирање, ITF, со седиште во Љубљана. Со нив го работевме чистењето на Охридското езеро, дел на Охридското езеро, Пештани, кај што извадивме таму преку 2000 гранати. Планиравме проект за чистење на Дојранското езеро, бидејќи Дојранското езеро исто не е загадено, и линијата на фронтот од Дојран до Гевгелија. Внатре во езерото има? Да, и во езерото има, па има и од порано како исфрлени цели сандаци, има и населението како наваѓало кога беше и водата пониска. Кај ќе ја фрлам во водата. Па еден период кога беше повлечено езерото, имавме доста количини што извадивме, но има доста количини што е останата. Луѓето се откажа од проектите бидејќи и они сватија дека со нас не може да работат бидејќи ние како пиротехничари ги немаме елементарните услови за работа. Како институција, значи не се решени работи, едноставно луѓето се повлекаа неќат и они да влегуваат во ризик. Бидејќи ние како категорија на пиротехничари сме ризични, бидејќи ја немаме потребната опрема за работа. Што ме немате потребната опрема, вие што и да работите сте под максимален ризик. Значи шансите за преживување ви се никакви. Немате никакви услови за да почнете и да работите со вас, да. Додека работевме во Битола, беше присутен, дојде на лице место францускиот амбасадор, беше заинтересиран и веќе со нив отпочнавме со работка и оваа недела сега баш требаше на 16 да пристигнат да дојдат, да отпочнеме проект за чистење баш на овие, како што се бункери што ги имаме на линијата на фронтот, кои што се складови. Значи, ние не овој склад само што го најдовме во Моин. Ние знаеме многу такви складови, но бидејќи немаме опрема и услови за уништување, тие си стојат. Не знам и зошто и толку време стоеле, 100 години. Тоа требало и порано да се реши. Не е сега ние да ги дознавме. Се знаело и порано. Поради оваа ковид ситуација се одложи бидејќи немаше луѓе од кај да ги сместиме, не можеше конференции да се одржат бидејќи сакавме и со општините Дојран, Гевгели и Битола. Тие се критични точки на линијата на фронтот за да може и со колеги наши од Франција да дојдат со скенери, бидејќи ние како држава немаме скенер, бар еден скенер за скенирање на теренот кај што се гледат тие средства, бидејќи они се под земја, затворени, ние не може да ги видиме со голокот, со тие детектори што ги имаме само може да ни даде сигнал, ама не може да ги видиме, додека со скенерот едноставно гледате дали се 5, 10, 50, 100, 1000 парчиња. Тоа е полесно. Спремни се да ни помогнат. Ќе видиме. Со која мисла одите секој ден на работа и на терен? Ова вака многу како самоубиствена мисија ми звучи од сето ова што го кажете, бидејќи немате буквално ништо освен таа волја што ја спомнавте на почетокот. Па само тоа е. И волјата, може би утре ќе
некој ќе се сети да почне да размислува другачие, да ги реши проблемите. Јас секогаш така, ми на колегите, бидејќи ние одамна, овие 15, ние можевме уште првиот ден да кажеме стоп, не работиме, и ние цело време се уште работиме и викам, ај, бар, ако не сега, ај следната недела ќе имаме трпение, ќе почне некој да ги решава работите. Уште имаме трпение, ќе ги чекаме да видиме и дали ќе го пуштат законот. Дали ќе имат намера да примат луѓе. Тоа е за жал во интерес на државата. Ние цело време се бориме на граѓаните, да, се бориме ние да помогнеме на државата. Државата игнорантско се однесува према нас. Прво према себе, второ према населението, па валјда тој човечки живот прво нашиот, па и на сите други луѓе нешто вреди. Посебно на децата, бидејќи најголем број на жртви во светот се деца. Првенствено се деца, бидејќи сепак љубопитни се. Ние имавме пред 2 години повреда во еден отпад во Кавадарци. За населението да знае што се случува кај нас. Наоѓаат луѓе гранати, знаат дека е граната, ја подметнуваат, ја кријат во некое старо железо, ја подметнуваат во отпадите да ја продадат за некои 30-50 денари, за жал. Тоа се случува, бидејќи јас одам и во отпадите наоѓам многу средства што им се подметнати на луѓето. Сечел некој железо, едноставно не знаел што е, а тоа била запалка. Ја исекол запалката, среќа не загина, но остана без 3 прсти на раката. Пред месец ден имаше во Струмица во еден отпад иста експлозија, знам точно каде беше, за среќа не се повредија луѓето, исто така не знаејќи, подметнато средство, несовесни, сепак се несовесни, за мене тоа се несовесни граѓани, бидејќи он точно знае што носи. Значи, апел до сите граѓани, со тие 50 денари вие ништо не може да, само може да убиете некој човек или да го оставите доживотно тежок инвалид, ништо друго. Значи, кој ќе пронајдат, нека пријават до полиција, никој нема да ја вика како што било порано е, зошто го најде, кај го најде, него едноставно пријавете и немате никаква врска понатаму. Понатаму ние настапуваме и го отстрануваме, бидејќи се што работиме друго е проблем и за тој што е таму или за некој друг што ќе дојде. Или се случува го најдат, па од таму го однесат, вика, најдов, па го фрлив таму во овој трапот во тие грмето. Поутре ќе настане пожар и ќе имаме експлозија. Еве на теренот мојин кај што бевме, пред 3 години имаше пожар точно на тој терен. Значи, луѓето што биле таму, бидејќи не беа ни пуштени авионите, баш од тие причини, преку 100 експлозии имаше. Значи, тие се биле артилериски зрна, што се биле површински, не под земја, како што се загреват од пожарот, дојде до експлозија. Се активираат. Пред 15 на години на Дојранка, за Дистатов имаше голем пожар, исто и тогаш не се гасеше, се чекаше на патот. После тоа, после пожарот, со визуелен преглед, без детектор, 470 парчиња разни нусеви пронајдов, што биле на тој терен. Значи, линијата на фронтот, Солунскиот фронт, за жал, од Дојран до Битоло е екстремно загаден. Значи, потребна е обстежна акција за чистење и пак не може да се исчисти. Мислам, и да се направи акција, вие ќе исчистите еден дел, бидејќи тоа е голема километража и во должина и во ширина. Ширината се знае која е на фронтот, но должината е огромна. А секојдневното пронаоѓање, мислам дека во следните 20 години ќе оди на нагорна линија, тек после тоа ќе почне да се намалува, бидејќи при изведување било какви земјоделски активности или градежни работи на овој терен, секојдневно се наоѓаат. Во овој момент делот ридот на Дојран, особено нов стар Дојран, се во фаза на градење на туристички објекти, на хотели, помали викендици и така натаму. Дали тоа значи дека граѓаните таму треба да бидат внимателни? Можеби не е директно линијата на Солунскиот фронт, но е непосредно под неа. Па таму е линијата на Солунскиот фронт и кога и да почнат градежни работи, таму пронаоѓаат и одиме на интервенции. Порано, додека беше, да кажеме, бивша Југославија, тоа беше регулирано. Значи, за жал, од кога се формира дирекцијата, многу работи што беа добри, едноставно се исфрли. Се што е добро кај нас, ние го тргаме на страна. Само лошото го оставаме. Значи, на регионите кај што се ризични, Дојран, Гевгелија, Битола, порано си постоеше правилник, обавезно проверка од страна на пиротехничари на локацијата каде што ќе се гради.
на места, зборувам за места кои што се знае дека се потенцијално ризични. Додека сега апсолутно се тера Влегува механизација без никаква работи, а може да дојде слободно до експлозија ако се погоди директно на запалката средството. Господине Митров, ви благодарам за учеството во емисијата, за овие и корисни, едукативни, но и фрапантни информации. Ние како медиум ќе следиме будно што се случува со измените на законот за заштита. Меѓутоа се надеваме дека ова брзо ќе се реши за доброто не само на пиротехничарите, туку и на целата земја на народот. Благодарам и на вас и како медиум, бидејќи вие цело време не поддржувате и го известувате и населението, што ни е многу битно. И мислам дека и од тие причини населението поради таа информираност почна многу почесто и полесно да се јавува, да не известува каде се наоѓаат такви средства, за едноставно да ги отстраним, да не представат ризик за населението. Така. Благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што наследевте и не заборавајте доколку идентификувате неексплодирано војно средство, јавете се на 192 или 195. Пријатно.